Здраво на сите и добро дојдовте во четвртиот дел, односно во 1/4 ден од моето патување, во кој ќе се враќаме до Спарта по истиот пат, потоа одиме низ еден прекрасен пат до Каламата и од Каламата одиме кон една дабова шума, една прекрасна шума, ќе видите и самите, од каде што ќе се упатиме кон едно езерце каде што ќе кампуваме диво. Сега дивото кампување е забрането во Грција, но ова езерце е, мислам, и всушност и тоа и се докажа кога бев таму, дека е навистина доста изолирано место, така да шансите да дојди полиција и да ме казни беа доста мали, а истовремено и читав дека е односно дека е толерирано, се извинувам, дивото кампување во Грција кога е надвор од сезона. Сега одиме да излеземе од Спарта и да возиме по еден убав пат до Каламата и од таму кон дабавата шума. Значи, од вчера Триполи го замина. Се изнамири и се убаво воздухо пресвеж и сега е уште како шо нагоре, значи преубаво чисто, на пролет, на свеќи, на цветови, на не знам, едноставно преубаво мири. И плюс нема овде некои поголеми градови, сето се како помали селца така. Едино ко Спарта нешто што е поголемо, и таа не е нешто градиште, онака скромно градче. Може и затоа хубаво мириш, дека нема сообраќај толку, не знам. Немам да се изнадишам во ја правилно се мирис. Се искачуваме по превојот. Карпеста планина се гледа. Свежината продолжува да се осеќа во воздухот. И почнуваме да слегуваме. Изгледа да стигнавме највисоката точка од превојот. Преубав дел за возење беше тој од таа страна кога се искачвавме, а сега останува да видиме како ќе биде овој за назад. Долу гледам мамлишта, се надеваме прашина, не е дожд, бидејќи на одредени места на Пелопонезот до 10 сата, кога што гледав на прогнозата, пишеше дека ќе врни. Треба да слегуваме таму негде долу, дува корни, не знам дали слушаате. Не е како вчера, кога бевме на втората најјужна точка на Пелопонеза, ама сепак дува многу доста. А јас тука се мислам дали да направам една кратка пауза, бидејќи премногу дува, а може би да подслезам малку долу, кај што има дрва, кај што ќе има завет, кај што ќе нема да дува, па таму да ја направам. Јас својата ветерна пауза тука ќе си ја направам, а после Каламата ќе видам може пак да застанам чисто само за јадење си земам, ама ќе видиме кој ќе види.
що има тука. Се исклучуваме, ние не влегуваме во градот во Каламата. Туку одиме десно, малку имаме 20-30 километри во автопат возење. И патарина имаме тука на автопатот. Да видиме колку е за мотор евро и нешто беше не се чита од тука. Thank you. Евро и 40. Сега тука ние одиме десно кон Патра, ама нема да одиме Патра, само тоа е патот. И јас ќе барам нешто да каснам по пат. И најдовме и бензиска и се. Луѓе, јадов шо јадов, не се најадов. Прашина има премногу, значи гледайте шо е. Не знам колку се гледа, ама прашина во буквална смисла, значи песок. Веројатно е песок од Сахара шо е. Така да, значи не можете очите отворени да ги чувате од што дува песок. А ние сега одиме кај Дъбовата шума. Колку имаме? Сат и 15 минути според Google Maps, 70 километри. Турихме гориво, 25 евро, 11 кг, некако малце ми се наполна резерваров. Ај ќе видиме, може не е апдейтирано. 12,5 сата по нашки, имаме уште, не знам, 40 км за возење. До шумата и уште 10 малце пол сат возење до место до кај ќе ходам. Отворам визиров, се преродувам буквално. Друга боја гледам на природата, свеж воздух, многу посвеж ми влегува. А овде сега мирисам свеж воздух, ама и дошт малце некако мирисам. Овде е преубаво, значи зеленило има, кривини, патот е убав, не е со дрмање, со дупки, со нешто, значи едноставно за учување. Само што влеговме во Дъбовата шума, фоло и останува да видиме дали ќе видиме пријатни изненадени. За сега е супер вака, со дрвце покриено. Е, овде е веќе преубаво, значи ко на филм буквално. Зеленило, свеж воздух, сенка, свежина. Едноставно полека да се пазите и да се уживате. Се враќам надена, пак ќе одам на кај што бев. Втор пат го време стиот пат и трет пат сега ќе одам наден. Преако нешто. Се сеќавам, значи кога да припаѓам тука се сеќавам. Преако. Тоа буквално е доживување, значи лејо провод ни се привозе сега. И то видите што е мазно. Упс. Малце дупки, ама нема врска. Прелубо нешто.
Значи луѓе, ова си е своје доживување. Отепав во време тука, не ми се ни бега, че е преубаво, ама почнам да подраснувам, морам. Гледам дали е по-убава опција да оде вака да одиме. Ама овде многу поќе пат има, не знам дали асфалтира, многу локално изгледа. Мене се јадувам. Тука иначе зарод ќе ќе планирам, ако ми се фати окото изгледа фуглед за да диво да кампувам. Ќе видим, ајде ќе ме по овој пат, што ни го дава. Свртивме десно за кај што требаше. Сега сме на 13 км од Зерот. Во минути 23 според ова, иначе сато е 3 според македонско време. Ова е интересно селце личе, поточно личе во селце. И кафанчи имamo, да видите што го. Што е ова? Нешто за одеме трчање, да не има тука да трагат или трки некој. Овде има маглив поглед на долината. Имаме пак такво. Така да може ништо за трки да е вадај кај тоа да е почеток или обрат. А ние сме до последното село, ете го езерото десна страна. Големо кај има вода. Што поглобочи за кај нас. Ете го езерото, 2 км до брегот. Овде за лазање една лента, тесно патче и вегетација наколо, значи нема нешто на скочирска, така си. Деве, ке ме јада тебе го и езерот. Што те фал? Ајде да не се мачи. Добро. Така че, ми се јади многу ти направи на пауза, само кратко, одам взимам колбаси и леп, ако има нормално дрва таму. Стигнуваме до местото. Всушност стигнавме веќе, ова е тоа. Еј, ќе оставаме се овде, само онде ке дрвото. Оу, шупо е. Еј, онде под дрво. А во меѓу време вени го и езерото. Големо е, бога ми нешто поглобачица. Шо? Шо се слуша само езерото, кај што се бори некој врапче и тоа е тоа. И одлучив тука ќе сум вечерва. Има дрвца све едно друго, тивко е многу, ветрич не дува. Така да тоа е добро. Сега одам назад 10 км, ќе се вратам до едно село од маркет да купам едно друго за прање и оганче ќе правиме, ќе готвиме малце на диво кампавање, така. Овде е преубаво претивко, значи буквално. Кола ниту една не помина 15 минути тука сум, така да тоа е добро. Купив ја за се што ми требаше, почнува да роси, само тоа не чини така да побрзо да стигам да се наместам, оти тоа ќе биде тоа. А левот што го зедав, значи едноставно преубаво изгледаше, ќе го видите, ќе го покажам.
Стигнах јас да ви кажам што зедов, па да го местам шаторот дори едински. Или да се наместам, ќе ви кажам. Мислам дека конечно можам да ви кажам што зедов за јадење. Чипси зедов за грицкање. Благо зедов 2 пати. Леб зедов, лебот голем е многу и крцкаво изгледа. Одвај чекам и така да го зедам. Оце сум гладен. И зедов овие ко кремвишли, колбаси, не знам што се. Ќе ги пробам, ќе ги спечиме колку живи да не се. Па ако што сум гладен, сигурно ќе се најадиме. 2,90 евра вие. И вода зедов, ама водата не зедов за пиење. Си имам јас вода 2 кила. Не знам добро испиено, може 1 кило ми имам, 1 кило доста ми. Ама ја зедов заради шишето. Оти шише немам, а кафина си назедов, 3 во 1 и едно сам узимал напиен до сега, така да заради тоа зедов шишето. И сето се насева, 10 евра ме фати, така да смештај не плаќам, 10 евра само јадење, и то имам и благо, имам и месо, имам све. И буквално се е супер. Иначе само за смештај, само за камп ќе требаше 15 евра да плаќам. Сабеле, односно со ношти кај што бев не ви кажав, 18 евра платив. Ама беше стварно луксузен нов. И сега да соберам јас дрвца и да го спремам оганот и вечерата. И да собериме за оганот материјал. Прво за да го започнеме суви лисја, чубај суви лисја, ќе горат, ќе корнат и камењата, да не заборам. Суви лисја, прачина мали и суви, како овие полно има, значи буквално ќе се изназемвате. А оганот кај да го правам? Ќе го правам тука вака. Да не е многу близко, тука ќе наредно ми се онакви. А сега да има и поќепаки да собериме. А за поголеми, подебели дрва, не овде полно има покрај езерото, суви се сите ги проверив. Ќе одам онив да земам, и огромно има. И призедов јас помали, поголеми, камења наредив, ама сега прво 3 во 1 ги си растворам со погледов да ќе уживам, па после ќе го правам јадењето. Да ви кажам, колбасиве се преубави. И тоа беше тоа, драги мои, од овој влог. Се гледаме во наредниот, се надевам дека уживавте во овој. Доколку ви се допадна ова видео, слободно притиснете лайк и притиснете subscribe со цел да бидете известени кога ќе излезиме овој некој следно видео.
До тогаш останете поздравени и чувајте се.